право е, тоа се завршните зборови на Павле до коринтяните, воопшто неговите завршни зборови што ги напишал во писмена форма. И јас бев во дилема дали до крај да одиме денес, и за секој случај напишав до крај, го направив изучувањето до крајот на посланието, значи не само до 10-тиот стих, вклучително и последните 2 стиха, тоа е поздравот. Меѓутоа, многу голем е текстот. Текстот не е голем, но изучувањето така малку се расшири, бидејќи многу нешта вклучува Павле во овие завршни реченици. И нормално е, секогаш крајот на нешто, последните зборови што се кажуваат, мора да содржат посебно значење. Па така, целото изучување за 8 страници, решив да го поделиме. Денес овие завршни реченици, а поздравот, следниот пат, кога ќе имаме можност. Многу работи Павле сумира овдека во овие неколку завршни реченици, а основната поента или основниот повик е за испитување или тестирање. Пред да се појават вакцините за ковидот, кога ги прашува епидемиолозите кој е најдобриот начин за една држава да се заштити, тие велеа тестирај се, тестирај се, тестирај се. Тестирање, тестирање, тестирање. Тоа е начинот. Особено Данаиловски, или како се вика, што често тоа го повторуваше. Сега пак велат вакцинирајте, вакцинирајте, вакцинирајте. Нешто слично прави Павле овдека и вели тестирај се, тестирај се, тестирај се. Тестирањето, тестовите се составен дел од животот. Децата уште од мали нозе се запознаваат со тестовите. Сигурно се уште така, знам кога нашите ги запишувавме на училиште, прво одеа на педагог, да им дава таму нешто, некои логични работи, да видат дали се зрели за да се запишат прво оделение, и потоа животот е тест по тест. Ако сакаш да имаш некакво образование, се тестираш, куп тестови. Дури кога ќе завршиш образование, ако сакаш да работиш, ще тестираат. Ако сакаш да бидеш судија, мора да земеш некој правосуден, па сега има и академија за судии. И ако сакаш да возиш кола, минуваш низ многу тестови. Тестовите се дел од животот. Ако сакаме да сме здрави, исто така, одиме да се тестираме. Правиме анализа на крвта, одиме на ЕКГ, ехо на внатрешни органи, кога ќе осетиме некој симптом, кога срцето нешто ќе не здоболи или кога ќе осетиме омалаксаност, одиме да правиме тест, медицински тест. И поентата на апостол Павле овдека е дека такви тестови, духовни тестови, треба да си ги правиме редовно во животот како верни луѓе. Ако забележиме некој симптом, духовен симптом, треба да правиме тест, да се тестираме. Треба да направиме духовно ЕКГ на срцето, да видиме во каква состојба ни е духовното срце, да видиме каква е нашата врска со Христос, нашето заедништво, да видиме дали нашето христијанство, нашата вера е солидна или дали воопшто имаме вера. Испитувајте се, вели апостол Павле. Испитувајте дали каков е вашиот молитвен живот во однос на другите луѓе. Што содржи вашата молитва? Каков е вашиот духовен авторитет и како користите тој духовен авторитет? Многу се прашањата кои ги поставува Павле и се во контекст на се оно што досега е пишувано. Многу проблеми истакна во ова второ послание. На самиот крај на 12-та глава, тоа е неколку стиха пред да го напише овој завршен дел, Павле изрази страв дека кога ќе отиде сега по трет пат во Коринт, ќе ги најде во истите проблеми, во зависта, во гневот, во мразата, во гордоста и во сите они работи кои ги изредува на крајот на 12-та глава. И го заклучува посланието и се спрема да ги посети. И тој сака ова посета што ќе оствари, веројатно последна во неговата служба, да не биде посета на соочување со проблеми, туку да биде посета на благодат и на љубов, на разбирање.
Така, во тој контекст се напишани тие последни неколку реченици со едно очекување, со еден оптимизам дека сепак се ќе се среди и кога ќе отиде таму во Коринт, нема да има потреба да се расправа со нив. Туку посетата ќе биде посета на радост, на едно општење во Христос. Хајде видиме како сето тоа апостолот овде тоа го сумира, како го представува. Има тука многу зборчни кои се важни. Не случаен е изборот што Павле го прави на овие зборови. Не случајна е и некако се нарушува со овие бои, како да се нарушува некоја структура нормално што би требало да има еден текст. И така и во оригиналниот јазик. Павле избира зборови и прави повторувања, невообичаени граматички повторувања, за да ја наруши целата структура на тој начин да пренесе порака, да го привлече вниманието кон некои работи, кон некои многу важни работи. Тоа е крајот на посланието и сака така, како што се вика, со бум, со тресок да заврши. Се она што е кажано да достигне една кулминација, едно крещендо. И три пати во овие два стиха тој повторува сами себе. Во нашиот текст е испуштено тоа и нормално. Секој еден добар превод би требало да ги испушти, зашто испитувајте се сами себе дали сте уверени, само овде го пишува сами себе. Веќе во втората реченица на 5-тиот стих испуштено вели сами проверувајте се во нашиот превод. Меѓутоа Павле го вклучува и тоа себе повторно, сами себе. Или не сте свесни и тука во оригиналите за самите себе дека Христос е во вас. Не е нормално да се повторува фразата сами себе. Се подразбира. Една убава структура на реченицата не би требало да биде натоварна со непотребни зборови. Например, испитувајте се дали сте во верата, е доволно да се каже. Кога каже испитувајте се, тоа е помошен глагол или што беше, веќе го вклучува и самите себе. Испитувајте се, самите се. Нема потреба да се пишува. Тоа е убавината на реченицата која ќе го испуштиш. Меѓутоа, и така и во древноста било така. Не било непотребно вклучување на такви глаголи. Меѓутоа, Павле ги вклучува овдека. Ги вклучува. И јас ви ги возлагам, ги ставим како е во оригиналниот текст. И зошто го прави ова така нече лингвистичко нарушување на структурата? За да привлече внимание. Самите себе. Од се до она што досега го видовме во посланијата, гледаме сосем јасно дека коринтјаните се експерти, да ги испитуваат другите, да носат оценка за другите, суд за другите, мислење за другите, став за другите. Јас сум Аполосов и бидејќи јас сум Аполосов, сум во ред, а тие што се Павлови, тие се никакви, зашто Павле не е апостол, неговото учење не е апостолско и тие тргнаа со него, тие се никакви. Ние знаеме, тие не знаат. Ние имаме дарби, тие немаат дарби. Ние имаме големи дарби, тие имаат мали дарби. Ние сме важни, тие се неважни. Ние сме мозокот во Христовото тело, тие се ноктите, непотребните органи. И Павле им вели, испитувајте се себе си. Секој треба прво сам себе си да се испита, да види дали е во верата, да види дали е во Христос. За да не се случи, и овдека пак вклучува два невообичаени збора, да не се случи да се покаже дека сте недостојни. И ќе го видиме што значи тој збор недостојни. Тоест, апостол Павле им вели, сеќавате 21 стих на 12 глава, минатиот пат говоревме. Кога ќе дојдам меѓу вас, кај вас, да не видам меѓу вас кавги, завис, гнев, гордост, раздор, клевети, оговарања. Едни многу сериозни симптоми за духовна состојба.
И продолжува 22 стих, нечистотија да не видам, блудство да не видам, срам да не видам повторно. Тоест, да не им каже пак, меѓу вас има таков неморал, заради кој дури се скандализирани, се зачудени тие неморални коринтени, луѓето во светот. Затоа, вашата проблемите што ги имате во црква, налагаат неодложно испитување. Испитајте се да видите каде сте. Ако има некаков симптом во нашиот живот, нешто од ова што Павле го пише овдека, завист, гнев, гордост, оговарања, ако сме склони или ако сме влегле во некој период да збориме само против некој ни пречи, Павле вели, испитај се да видиш колку е солидноста на твојата вера и обштението со Христос. Дали сум прашањето е дека дали на вистина сте христијани на крајот. Видејќи, зборовите што ги употребава на крајот на 5 и 6 стих воопшто исто така се невообичаени. Зборот адокимос би било нормално Павле да каже: или не сте свесни дека Христос е во вас, освен ако не сте достојни. А овдека тој го користи негативниот збор ако сте недостојни. Што многу ретко. Зборот е докимос. Тоа го употребава, гледате во втората реченица на 5 стих. Сами себе проверувајте се и тука е зборот докимос, проверување. А на крајот вели секи биде во ред, се би требало да биде во ред, освен ако не се покажете адокимос или недостојни. Зборот адокимос, ако сакаме така да го преведеме наедноставно, значи фалсификат. Освен ако не сте фалсификат христијани. А тоа обвинувањето што коринтијаните го патуваат кон Павле за неговото апостолство. Тоа е фалсификат апостол. И неговото учење е фалсификат учење. И затоа тој им вели, а за нас се надеваме дека ќе разберете дека ние не сме фалсификат. Ние не сме фалшливи апостоли. Зошто го кажу тоа на крајот? Се надевам дека еден ден најпосле ќе разберете. 10, 11, 12 глава тој ми изради еден куп докази дека навистина е апостол. Многу поголем, многу повеќе. Во се ги надминува оние лажни учители кои ги тргнуваат коринтијаните од вистинскиот пат. Се надевам дека еден ден ќе разберете дека толку пати сме покажале, докажале дека сме вистински, оригинални сме, дека не сме фалсификат. Зборот адокимос се користи, например, кога ќе се земе некој накид, за кој се тврди дека е чисто добро злато, и златорот ќе го стави во оган, ќе го испита, ќе го провери на сите начини и на крајот ќе разбере дали 90% е примеси, а 10% злато или е злато. И на крајот, ако се покаже дека тоа е повеќе некакви смеси, ќе каже ова е адокимос, тоест фалсификате, не е вистински, вистинско нешто. И тоа е идејата на Павле. Тестот треба да покаже дали вие сте фалсификат христијани, бидејќи се уште не можете да осознаете, да разберете дека Христос живее во вас и дека ние сме христијани, ние сме вистински апостоли, вистински служители на Христос. Тоест, како основниот, и тоа е централната реченица, не сте ли свесни дека Исус Христос е во вас, освен ако не сте фалсификат христијани. Со што повторно ја покажува суштината на христијанството. Суштината на христијанството не се големите дарби со кои се фалеле коринтијаните. Не некое знаење кој сметале дека го имат специјално некакво знаење кој им го дале тие лажни учители. Не некоја голема мудрост за која сметале дека ја поседуваат. Суштината е Христос во нас. Тоа е суштината на христијанството. Христос во нас, обштението со Христос, соединувањето со Христос во верата е тоа на што не прави христијани. Тоа на што прави да бидеме победници. И во тие проблеми што ги имат коринтијаните, гордост, завист, гнев, неморал, клучот е Христос во нас. Соединувањето со Христос во вера.
Ние во него, тој во нас е победата, е решението. Симптомите кои ги покажуваат христијаните е знак дека има проблем. Дали навистина Христос е во нас, во нив? Тоа е она последното што сака да им го напише апостол Павле во овие последни реченици. Едно сериозно предупредување. 3 збора овде го користи: испитувајте се, проверувајте се, и ова не сте свесни, и тоа е во глаголска форма, иако овдека е дадено како прилог, свесни, предлог. Предлог беше? Ани знае најдобро. Она е најдобро. Свесни не е глагол. Свесни е предлог. Предлог е свесни. Добро. Како и да е. Сигурно се дека е предлог. Свесен е предлог. Нема врска. Во оригиналниот текст е глагол и ќе ви кажам како би требало да биде преведено добро, за да биде навистина глагол. Павле натрупува овдека неколку препораки, заповеди, апели, молби. Испитувајте се, проверувајте се. При што користи неколку различни збора. Да каже колку е сето тоа важно да го направите, зашто само тоа е начинот да се вратите на вистинскиот пат. Ајде ги видиме тие зборови што ги користи Павле овдека. Прво вели испитувајте се. И тука е овој збор, што јас сум го напишал, пеирадзо, кој значи да донесеш некаков став, некакво мислење, објективно мислење. Например, ние носиме мислење или став за некој. Сметам дека тоа е во верата. Сметам дека тоа е покорен. Станува збор за еден објективно мислење, пристрасно. Објективно мислење. Поставување прашање: Христос во мене ли е? Простени ли ми се гревовите? Господар ли е на мојот живот? Живеам ли покорно на Словото? Тоа е идејата на ова фраза: испитувајте се сами себе. Не за другиот. Не постојате прашање за другиот, ама тој во верата ли е? Живее ли Христов живот, живот во Христос? Не самиот себе. Прво постави си го прашање: дали јас сум во верата? Дали Христос е во мене? Дали живеам со сознанието дека ми се простени гревовите и во него имам победа во светот и живеам со таа победа? Тоа е првото што го кажу. Да го живеам ли новиот живот? Второто, проверувајте се, веќе тука е докимос, и тука веќе доаѓаме до некаков не само објективен став или мислење, туку до објективен доказ. Зашто зборот докимос, од тука е зборот документ. Што значи документ? Документ е потврда. Потврда која се издава на нешто веќе проверено, докажано со нешто. Например, докимос е она злато кое е поминало низ оган и на крајот е докажано, потврдено дека е вистинско злато. Документирано е со некаков тест, документирано е со експериментален начин, така да кажем. И во вториот, во ова втора фраза Павле вели: испитувајте се себе си прво, дали сте христини, второ, проверувајте се реално во вашиот живот. Например, во 1 Јован 2:29 евангелистот и овдека апостол пишува: кога знаете дека тој е праведен, знаете го тоа дека секој кој врши правда е роден од него. Дали сум роден од него? Ако вршам правда, сум роден од него. Кој врши правда? Оној што е роден од него. Ако некој не врши правда, значи не е роден од него. Тука веќе имаме конкретен живот. Имаме конкретен документ, доказ, нашиот живот. Или, например, конкретно за коринтијаните имаме проблеми со завис, гнев, гордост, клевети, оговарање, чистотија. Истите работи кои ги има во светот. Го победуваат ли светот тие луѓе? Живеат ли во правда? Павле вели: испитувајте се. Дали тој начин на живот потврдува Христово присуство во вас?
Христос во нас е победата во светот. Ако Христос е во нас, вршиме правда. Ако сме родени од Него, имаме победа во овој свет. И победата е доказот. Затоа испитувајте се, вели Павле. Понатаму, во истото прво послание Јован вели во 5 глава, се што е родено од Бог го победува светот. И ова победата што го победи светот, верата наша. Кој го победува светот, ако не оној кој верува дека Исус е Син Божи? Ако веруваме дека Исус е Син Божи, имаме победа во светот. Ако веруваме во Исус, сме победници. И со други зборови Павле вели, испитувајте се. Вие победници ли сте во овој град во кој живеете? Да, вие живеете во еден екстремно неморален град, во Коринт. Меѓутоа, дали сте победници во овој град или сте победените? Ако вие продолжите, дојдете во тие идолски храмови и таму продолжите да јадете од нивните жртви и продолжите во тие сакрални, неморални работи да ги вршите, каква е вашата победа во општеството во кој живеете? Како ќе се покаже дека сте родени од Бог? И третата веќе, кај нас, нели преведено, не сте свесни, во оригиналниот текст е глаголот епигеноско, во чија основа е знаење, гносис, геноско. Или идејата е за осознавање. Едно внатрешно осознавање. Има една реалност. Христос е во нас. Ние живееме ли со такво внатрешно сознание, во умот, во срцето, дека Христос е во мене? И тоа е идејата, нели, испитувајте се во таа смисла. Живееш ли тоа со тоа сознание, со таа убеденост во себе, дека Христос е во тебе? И сега, овдека не станува збор за некаква мистичка потврда. Во Римјаните 8 глава 16 стих Павле вели дека Светиот Дух сведочи на нашиот дух дека сме чеда Божи. Имаме едно внатрешно сведоштво. И сега, кога говориме за тоа внатрешно сведоштво, не мислиме задолжително на некаков оган што треба да го искусиме, на некакво искуство во Светиот Дух кој треба да ни потврди дека Христос е во нас. Не, овдека станува збор за едно убедување. Ако веруваме дека Христос е нашиот спасител, ако сме родени, ако исповедаме она што го пишува, нели, и во Римјаните апостол Павле, ние сме Христови, Христос е во нас. И Христос во нас ја утврдува таа убеденост. И таа убеденост прогресира со тоа што ние живееме во јакнеме се повеќе во мирот, во сигурноста, во животот во Христос. И живееме со тоа, и тоа убедување расте, прогресира во нас се повеќе и повеќе. И тоа е верата всушност. Тоа растежот на верата. Дека во нас живее Христос, дека Словото, животот во Словото се потврдува како единствената наша, нема опции, нема солуци. Тоа е единствениот начин на живење. И ние растеме во таа убеденост се повеќе и повеќе. И тоа е епигносис во нас, тоа осознавање, тоа знаење, не само во умот, туку и во срцето. Дека ние сме Христови, дека Христос живее во мене, кај јас сум во Него. И Павле на крајот вели, и за да не биде дека само јас вас ве терам, еве јас цело време пред вас се испитувам. И во голем дел од посланието јас ви потврдувам кој сум. И се испитувам самиот себе си. Дали навистина сум служител на Новиот Завет и дали навистина во силата на Бог ги правам сите работи. Дали има гордост во мене? А преку целото послание Павле се представува како едно ништожество кое служи единствено во силата и способноста на Христос. И затоа се надевам, вели Павле, дека на крајот на краиштата ќе разберете дека сме оригинални христијани, не она како што лажните апостоли велат дека сме фалсификат. Тоа е, првиот дел во тие завршни зборови, тестирајте си. Потоа, интересно им вели, и ова ви го кажувам, ова ви го пишувам, ве молам да ги правите тие работи, тие апели ви ги упатувам,
Не за да се види на краja дека навистина сте никакви. И така нашата суета да биде задоволена. Му се молиме на Бог да не правите никакво зло. Не да се покажеме ние како достојни, ние како оригинал. Еве, ние бевме во право. Еве се покаже дека ние сме апостолите, а вие сте биле лажните христијани. Туку да вршите добро, па макар и ние да останаме фалсификат во вашите очи. Не ни е важно ние да се докажеме. Не ни е важно да го смените мисленето што го имате за нас. Нас ни е единствено важно вие да се вратите на вистинскиот пат. Единствено ни е важно Христос да работи во вас, да живее во вас, да вршите добро, а не зло. Ние се радуваме да јакнете. Ако мислите дека слабееме, нас не е важно единствено вие да јакнете. Тоа е мојата цел. Тоа е мојата радост. И овде Павле навистина се покажува како татко, како родител. Многу пати и во претходниот текст им рече: јас сум таткото, вие сте децата. Вие да не сакате толку многу колку што ние ве сакаме, ние ќе продолжиме да ве сакаме, зашто сме вашите родители. Еден родител има сон. Кога некој ќе стане родител, има деца, тоа му стана цел на животот. Неговите деца да станат нешто, да се на вистинскиот пат да успеваат, да се добро неговите деца. И таа цел не е за родителот да стане голем или да се докаже, туку единствено сака. Не се чувства добро, не е добро кога гледа децата како назадуваат, сака да успеваат неговите. Тоа е во природата на родителството. И Павле тоа го кажува овдека. Ние може да заостануваме. Ние не сме важни. Вие, нашите духовни деца, сте важни. Секако Павле знае дека тој е на вистинскиот пат. Овдека има една реторика и ми кажува сите тие работи за да им даде до знаење колку му е важно да одат по вистинскиот пат. Колку му е важно, тестирајки се, да се покаже дека се правил, дека навистина се Христови и дека тие лажни апостоли нема да успеат на крајот да ги одвлечат од Христос. И дава уште еден аргумент на крајот на краиштата. Ние сме силни не против вистината и повторно употребава негации кои се многу неспецифични, многу се тешки, не блегуваат лесно во умот. Би било многу по-добро кога Павле би кажал зашто ние сме слаби против вистината, а сме силни за неа. А тоа вели ние сме силни не против вистината, туку за вистината. И таа е вистинската идеја овдека на Павле. Сака да каже, ние не можеме да направиме ништо против вистината. Колку да се бориме против вистината, колку и да збориме против неа, вистината на Бог ќе си победи пак на крајот. Бог ќе се го направи она што смета да го прави. Колку да се бориме против неа, колку да ја ограничуваме, колку да ја замолкнуваме, Божјата вистина ќе се пробие, ќе си победи. Затоа вели, единствено што ние можеме успешно да направиме е да работиме за вистината. Да се насочиме кон вистината, да се трудиме за вистината. Спротивниот труд, кој е насочен против вистината, пропаѓа, напразене, залудене. Затоа вели кажа, што и да правите, колку и да се обидувате да ги скриете тие работи, Божјата вистина ќе се покаже. Затоа е поразумно да се насочиме сите кон вистината. На крајот на краиштата, Бог она што го кажа, она што е Божо, ќе се покаже, ќе се види јасно. И не е тоа се уште крај. И вели, затоа му се молиме на Бог за вашето усовршување. Да, и затоа му се молиме на Бог за вашето усовршување. И тоа зачудување, тоа се последните збори. Толку многу негативности, толку многу слабости, толку многу проблеми во црквата во Коринт. Павле продолжува да се моли за нив. Се моли на Бог за усовршување, за јакнење во верата. И покрај сите критики што ги има од нивна страна кон него, и покрај сите омаловажувања, сите негирања, Павле продолжува да се моли.
И тука има повторно оптимизам како во претходниот, како на почетокот на 13 глава. Тој се моли зашто знае дека Бог е моќен и тоа што го почнал, тоа што го работи во Коринт, ќе го доврши. Ќе ги изведе на вистинскиот пат. Од една страна има оптимизам. Никој не се моли ако нема оптимизам. Се молиме зашто веруваме во Бог дека ќе се средуваат работите. А од друга страна пак гледаме една љубов во Павле, која како да не пресушува. Иако не го слушат, иако се против него, тој продолжува да се моли. И тој му обясни во 5 глава. Христовата љубов ме тера, ме гони да ги правам тие работи. Едноставно Христовата љубов ме притиска. Не можам, а да не го правам сето тоа. Не можам да се откажам од вас. Не можам да престанам да се борам за вас. И тој им кажа во 11 глава, од 12 глава, 15 стих. На драго срце се ке жртвам и себе ке се жртвам за вашите души, бидејќи премногу ве љубам. И што им напише во 13 глава на 1 Коринтини, онаа големата, позната глава. Дека љубовта се трпи, на се надева, верува на се, никош не пропаѓа. И ако тој се на крајот им напише и кревам раце од вас, може со големо право да му кажат коринтијаните, ти пред 2 години ти што ни напиша? Љубовта не пропаѓа, љубовта не се откажува, љубовта се трпи, верува во се. Да, Павле, тоа е големината на Павле. До крај стои на она што го верува. До крај стои на она што го пишува. До крај стои на своето учење. Нема лицемерие кај него. Ви може да ме гоните, да ме тепате, да ме отфрлате, да ме негирате. Јас ке продолжам да се молам за вас. Ке верувам дека Бог е моќен, силен, действува во вас и Бог ке ве изведе на вистинскиот пат. Тоа е големината на вистинското апостолство. И знаете што? Павле се моли зашто знае дека тој единствениот начин тој да не се откаже од нив. Тоест, единствениот начин тој да не се исполни со горчина, со гнев и со омраза кон нив. Она што сум го разбрал е дека тешко може да стои горчина во срцето, гнев кон некој кон кого се решил секој ден да се молиш, редовно. Едноставно невозможно е, ако секој ден си ставил за цел да се молиш за некого, во исто време и срцето се исполнува со омраза. Не може, зашто во молитвата ти си со Бог. Ти имаш работа со Бог, имаш заедништво со Бог. И во тоа заедништво што го имаш со Бог, не е возможно во исто време да доаѓа и омразата и гневот. И тоа е начинот, ако не сакате да ви се исполнува срцето со гнев кон некого поради нештото што ви ги прави, молете се редовно, секој ден. И ќе видите како се менува односот, како почнува срцето се полни со емпатија, со сочувство и со желба за добро. И затоа Христос вели: сакајте ги вашите непријатели и молете се за нив. Зашто кога се молите, тука сме заедно. И вашето срце се очистува и се полни со Христовата љубов, со Христовата милост и благодат. И на крајот, веќе тоа е предпоздрав од последното што го пишува, повторно се враќа на духовниот авторитет и им вели: и овие работи ги пишувам додека сум далеко од вас. Имам намера да дојдам. Ќе дојдам по трет пат. Па кога ќе дојдам кај вас, да не употребам строго според власта која ми ја даде Господ за надградување, а не за рушење. И 2 пати ова го кажа некаде 8-9 стих во 10 глава. Истата фраза. Власта која Господ ми ја даде за надградување, а не за рушење. Павле вели: скоро ќе дојдам кај вас. И ви ги пишувам овие работи да се испитате, да се вратите на вистинскиот пат. Зошто кога ќе дојдам кај вас, не сакам да употребам строгост. Јас имам авторитет духовен. Јас сум апостол, сепак.
И како апостол, не сакам да употребам строгост во таа власт што ми ја даде Христос. Зошто? И сега овде кога Павле употребува специфичен збор, истиот што го употреби во 10 глава, и тоа се единствените места каде што за власт Павле ги употребува овие зборови, ексусија. Тој збор е специфичен зашто знае, тој говори за власт која дава слобода. Оној кој има власт има слобода. Оној кој е подвластен, неговата слобода е ограничена. Оној кој е подчинет на предпоставен, тој действува според правилата што ги поставува предпоставениот. Така да, зборот ексусија всушност значи слобода во изборите, во решенијата. Зашто јас не сум покорен, туку сум слободен. И Павле вели, таква власт ми е дадена. И јас сакам да ја користам на таков начин што ќе градам, а не да рушам. Тоест, има, со други зборови Павле вели, има власт за која користи средство притисок, сила, принуда и резултатот од другата страна е страв и покорност, а има и власт која гради, ослободува, развива, која создава зрелост. Власта што Христос ни ја даде, не е власт како во светот да ги разрушиме луѓето, да направиме орнатини од нивните личности, за да ги згазиме, да ги ограничиме и потоа да ги поставиме во рамки и ние ќе решаваме што ќе прават и како да прават. Тоест, орнатини кои во се ни се покоруваат и ја извршуваат нашата волја. Тоа е што светот го прави. Треба ти да го уништиш, да го совладаш и тој да игра по твоите правила. Павле вели, не, Христос дава друга власт. Власт која изградува, власт која создава зрели личности во Христос кои слободни решаваат да избират да го следат Него, да му се покоруваат Него. И ова е важно да го знаеме, зашто и ние сите сме поставени во позиција на власт. Власт во семејството, во црква, на работа. И таа власт е власт да се гради, не да се руши, туку да се изградува. Има родители кои до крајот на животот и кога децата ќе станат на 30 години, живеат со едно сознание дека треба да ги контролират децата, зашто е најдобро за нив, они не знаат ништо. Ние знаеме. И ги држиме како ни поробени личности под авторитетот или сенката на родителот. Не, целта на родителот е да изгради личност, која ќе му дојде времето, 18, 20, колку години, веќе е слободен и знае што треба да избере, зреле да избере. И тоа вели Павле овдека. Јас не сум како тие лажни апостоли кои доаѓаат со камшик, кои ве удираат, ве манипулираат, ве поробуваат и на крајот ве прават слуги, робови. Не, јас сум апостол кој има власт од Христос да ве изгради, да бидете зрели личности во Христос. И затоа ви ги пишувам овие работи. Кога ќе дојдем кај вас, да не користам таква власт. Не, кога ќе дојдем кај вас, да продолжи вашето изградување заедно додека сум меѓу вас. Не. Духовната власт нема допирни точки со контрола, ограничување, насилна принуда или команди. Кога така се постапува, за жал, се затемнува она господство на Христос и доаѓа до израз човечкото господство. Јас би сакал на крајот да завршиме со едни убави стихови кои Павле, Давид, ги кажува откако самиот се испитува. Во тој познат 51 псалм, се постава пред Божјата светлина, согледувајќи го гревот во себе и вели: создај чисто срце во мене, Боже, и нов и прав дух стави во мене. Не отфрлај ме од лицето свое и светлиот дух не одземај го од мене. Давид е човекот за кого Бог самиот рече дека е по Божјото срце. Не бидејќи
Давид беше совршен. Не, Давид имаше много недостатъци. Давид извърши много неправилни работи. Но Давид беше искрен пред Бог. Давид беше отворен пред Бог, транспарентен. И когато доагаше пред Бог, се изпитуваше и знаеше да каже: прости ми, Господи, изчисти го моето сърце, дай ми ново сърце. Не го оттръгнувай духот од мене. И тоа е човекот кој се испитува искрено пред Божата светлина. Давид, Павле беше таков човек. Тој беше на Коринтијаните: јас сум хеликринос. Јас сум како човек продзирен како сончевите зраци. Може да видите како чаша продзирна вода, бистра вода. Ништо не сокривам пред вас. И такви треба да бидеме пред Бог. Испитувањето треба да не доведе до еден таков однос со Бог. Во тоа заедништво, во молитва, во слово, во близкост со Бог. Се испитуваме и доаѓаме постојано во смиреност и кроткост, во молитва. Бог, Христос, кој во нас да не исправува, да не води, да не гради, да не јакне. И да не забораваме дека имаме потреба, имаме необходност од таквите тестирања, постојан проверки за нашата духовна состојба. И кога ќе ги видиме недостатоците, како Давид, да побараме. Бог да ни даде чисто срце. Бог да го зајакне неговото присуство во нас. Бог да ни дава победа, зашто само родени од Него можеме да го победиме светот. Амин.